Почитувани гледачи, добар ден, 17:10. Ве поздравувам и во ова ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека сте добри со своето здравје, а ние секако секогаш сме тука, пак за да ве информираме за сите оние проблеми со вашето здравје со кои што во секојдневието се соочувате. Изминатиот период и се уште веќе сме во ек на пандемија на COVID-19. Многу од нас, кои што повеќето беа затворени, се уште се затворени дома, немаат никаква физичка активност, дури почнува да делува и на психичкото здравје и ред други работи, се со цел за да малку подобро ви информираме како до добро здравје во време на COVID-19. Денес одлучивме да поразговараме во однос на тоа со какви се проблеми се соочувате во ова време. Кога станува збор за психофизичкото здравје, тоа подразбира и сите оние проблеми кои што ги зафаќа мускулно-скелетниот систем. Почнувајќи од психичката состојба, детоксикацијата на организмот, односно целата она храна што ја јадевме затворени во време на карантини, без многу физичка активност, колку сме се интоксицирале ние во нашето тело, како треба да се детоксицираме од сето тоа и како треба сите други проблеми кои што се јавува во однос на мускулно-скелетниот систем, за кои што во разговорот ќе ни каже денешната моја соговорничка, и во однос на вкочанитоста, во однос на болките во мускулите, во однос на сите оние други дегенеративни проблеми и така натаму, ќе говориме во ова денешно издание. И би сакала да напоменам дека како и фризерското студио Hair de Naif, кој што е наш поддржувач на емисијата, исто така и бутикот Forever 19, така и од денеска започнуваме една соработка со студиото Карпино, кој што е студио за физиотерапевски, козметички услуги и така натаму. Значи имаат навистина многубројни услуги кои што ви придонесле за многу големи придобивки кога станува збор за вашето здравје. И за таа цел, веќе од студио Карпино, на видеолинк ја имам Катарина Нацевска, која што е физиотерапевт во студио Карпино и ќе ни каже нешто повеќе за сето ова што го најавив на почетокот. Кате, добар ден и добри дојде во ваш термин за прв пат. Добар ден, Виолета. Ви благодариме на поканата која со задоволство ја прифативме и поздрав до вас и до вашите гледачи. Така. Претпоставувам дека ме следеше додека ја најавав емисијата, кажав дека во изминатиот период веќе од март 15 точно некако има 3 месеци како практично сме во време на пандемија на COVID-19. Едно време се затвори, не функционира, дури ни фризерските, ни вашите салони, кафеаните и ред други услужни дејности. Почнувате сега со работа. Ме интересира на почеток да ни кажете првин кога го отворивте Карпино, зашто најчесто доаѓа кај вас клиентите кои што доаѓаат во однос на кога станува збор на подобрување на здравјето и проблемите со здравјето? Како последица од пандемијата со COVID-19, значи граѓаните пред се доаѓаат да се релаксираат и да се ослободат од стресот, значи со антистрес третманот, со тоа што самото социјално дистанцирање и карантинските денови предизвика во голем дел од популацијата анксиозност и депресија. Меѓутоа покрај тоа, значи покрај менталното и психичкото здравје, исто така и голем број на физички промени кај граѓаните се осетија, со тоа што тие навистина имаме голема побарувачка за медицинските масажи, поради активирањето на хроничните заболувања, дегенеративните заболувања, спондилоза, мигрена, кифоза, лордоза, дископатија, дискосхемија, кои што во моментов поради инактивитет и слабата мускулатура на граѓаните, исто така значи и наглите промени во притисоците, значи ги активираат во овој период. Добро. Кога станува збор за овие дегенеративни заболувања, кои се тие дегенеративни заболувања на кои што најмногу им наштети ова, како да кажам, овој карантин кој што не затвори дома, буквално не можевме да бидеме многу физички активни, во смисла можевме и дома да вежбаме некои вежби, меѓутоа сепак поинаку е кога ќе излезеш од дома и на воздух и да се придвижи човек и ред други работи. Значи во секој случај не е само движењето, него
целокупното психофизичко здравје, како што напоменав. Кои се тие дегенеративни проблеми кои што беа, како да кажам, со влошување во текот на карантината? Малку да кажеме зборба за нив. Влошување во дегенеративните заболувања се забележува кај спондилозите, дископатиите и дискохерниите, кои што бараат постојана активност и редовно, значи, блага масажа како терапија за одржување на истите. Значи, за намалување на симптоматологијата, бидејќи овие пациенти, значи, постојано имаат пратечки симптоми и мораат постојано, значи, да се грижат за собственото здравје. Со самиот карантин, значи, самата ослабната мускулатура и зидовите на крвните садови, на нервите, исто така, значи, многу влијаат врз овие последици. Во однос на тоа, кога велите дека нели се влошува, што најчесто чувствуваат граѓаните кога имаат влошена состојба во однос на дегенеративните заболувања? Дали тука се вклучуваат главоболките кои што и претходно напоменавте, нели, и на оние кои што страдаат од мигрена дека се зголемуваат, па дали во однос на симптомите, во однос на овие проблеми исто така се влошуваат поради, нели, затвореноста дома? Кои се тие симптоми кои што ги чувствуваат најмногу клиентите кај вас, клиентите или пациентите кои што доаѓаат кај вас за, нели, за да побараат помош? Најчестите компликации кои што се јавуваат, точно така се мигрените, значи мигренозните епизоди. Најчесто се поврзани со сите форми на спондилози, меѓутоа исто така и вкочаност, слабост и болка во мускулите. Значи долж екстремитетите кај дископатија и дискохернија. Така што, значи, зависно од дијагнозата со која што се соочува пациентот, значи на тој начин зависи и симптоматологијата. Меѓутоа генерално во глобала популацијата се соочува со овие потешкоти. Најмногу можам да ги потенцирам мигренозните промени, значи мигренозните епизоди, со тоа што самото тоа како последица од намалена циркулација, значи намален доток на кислород во мозочното стебло, значи допринесува за мигренозните напади, епизоди и активација на истите мигрени, со тоа што, значи, со самата масажа, физичката активност, здравата исхрана и редовното конзумирање на доволни количини на вода во текот на денот, значи сето тоа постепено ќе се подобри до еден квалитетен начин на живот, меѓутоа во овие периоди се уште се стабилизира состојбата. Кажав дека, нели, сте еден центар кој што нуди физиотерапевтски и козметички услуги. Да се задржиме малку на физиотерапевтските услуги. Претпоставам дека се тоа што говоревме во однос на дегенеративните заболувања, има некои од третманите што ги применувате, нели, во кога станува збор, нели, во лекувањето или во намалување на симптомите. Па би сакала само да ве прашам колку време, еве сега, вака да кажеме дека некој доаѓа со прв пат кај вас и, нели, доаѓа со наод дека има дископатија, дискохернија, спондилоза и така натаму. Колку време е потребно и што се вие вклучувате во третманите на овој дегенеративен проблем и колку време е потребно да се доаѓа кај вас за на некој начин да се реши проблемот, да се намалат симптомите, што се вклучувате? Значи, конкретно, од физиотерапевтски услуги користиме медицинска масажа, лимфна дренажа, како и облоги со минерали, кои што и како имаат за допринос во превенција, профилакса, меѓутоа и во подобрување на симптоматологијата на одредени болести. Значи, зависно од дијагнозата, од 5 до 10 пати редовно доаѓање на третмани, со тоа што, значи, масажата е еден вид на довживотна терапија, исто како и физичката активност, и за да се одржува самата кондиција и добрата состојба на организмот, треба редовно да се посетува. Самите клиенти, значи бенефициите, веќе ги здогледуваат повеќе петиот третман, значи се речиси целосно без симптоми и се продолжуваат да се одржуваат добрата кондиција, значи доброто здравје, се продолжуваат со третманите кај нас. Дали 5 дена еден по друг, значи континуирано во текот на 5 дена треба да се доаѓа за да се почувствува, како да кажам, бенефитот, како што велите, да се намалат симптомите на минимум?
Дали секојдневно или преку еден ден? Како обично препорачувате или во зависност од тоа можеби колкав е степенот на дископатијата, дискусернијата, во зависност од тоа на диагнозата ги одредувате третманите? Действото на масажата не е моментално, значи действото на секоја масажа трае најмалку од 48 до 72 часа, така што и во овој поглед исто индивидуално, зависно од организмот на пациентот, како ја прифаќа самата масажа, па спрема тоа и поставуваме приоритети кога би требало да се посетува. Во меѓувреме, значи останатите 72 часа, зависно од диагнозата и типот на заболувањето, може би е потребно мирување или пак физичка активност дополнителна, која што ќе ни помогне, значи да го добиеме посакуваниот ефект. Така. Споменав и дека нели кога се случува се тоа некако повеќе се затворени дома, нели колку што можеме се движиме, меѓутоа мораме да бидеме предпазливи, еве како што и денеска впрочем министерот за здравство посочува дека мора да се навикнеме нели да живееме со овој вирус, меѓутоа мора да водиме сметка за сите оние препораки и мерки кои што ни ги даваат, нели да немаме групирање, сепак да одржуваме една социјална дистанца, да носиме маски, да се заштитуваме и така натаму. Меѓутоа колку е добро тоа што сме внесувале премногу храна, значи што значи тоа кога ние ќе се интоксицираме, како тоа му штети на нашиот организам, што ние можеме после тоа, какви последици да имаме? Најпрво, значи последиците се зголемена телесна тежина, што тоа под автоматизам подразбира штетност врз целиот организам и врз сите клучни органи за здравјето на поединецот. Меѓутоа, освен тоа, значи забележавме дека сите конзумиравме доста нездрава и брза храна, и количински, меѓутоа и неквалитетна храна. Со самото тоа наталоживме многу токсини во нашиот организам, со тоа што и пиха вредноста на нашиот организам е нарушена и исто така, значи сите тие токсини делуваат штетно врз пред се нервниот систем, меѓутоа и сите останати системи, како и кардиоваскуларниот систем, ќе ги напоменаме како најклучни кои што ни се потребни нели за здравјето во целост. Со самото тоа, значи, потребно е овој период да се прават третмани за детоксификација на телото, со тоа што, значи, тие токсини ќе се предизвикаат да се извадат надвор од нашиот организам преку промена на јоните на ниво од клетка на клетка. Со самото тоа ќе се подобри и размената на материи од клетка на клетка, а и целокупниот метаболизам на поединецот. И како што кажавме, уште онен момент да го потенцираме, анксиозноста и депресиите кои што неминовно беше да се појават во време на нели на ова пандемија со оглед на, како што напоменав и претходно, социјалното дистанцирање и карантинот. Што имате тука, што вклучувате во третманите во однос на психичкото здравје? Има ли нешто што може преку овие третмани да се подобри? Ние веќе во продолжение ќе проговориме за оние три третмани кои што вие ги употребувате и ќе кажете точно зашто ги употребувате и ќе можат нашите гледачи да ги преку фотографии да ги видат. Што вклучувате тука кога станува збор за психичкото здравје? Обично се вели кога имаме проблем со психичкото здравје, нели, па одиме на психолог, бараме разговор. Што може вашиот центар да понуди во однос на тоа? Дали преку масажата се релаксираат мускулите и нервите на тој начин? Значи, сите ефекти се клучни. Масажата веќе во западните зими влегува во клучна терапија во анксиозноста и во депресијата. Со самото тоа и самата светлосна терапија на пригушено светло, музиката, значи класична музика која што секогаш, значи, звукот делува за олабавување на нашиот организам, а најпосле и олабавување на сите мускули и на нервниот систем. Значи, целокупно кога сето тоа ќе се спои, делува на опуштање на организмот и на тој начин се ослободуваме постепено од анксиозноста и од депресијата, односно се ужива во сегашниот момент. Така. Ајде сега да ги објасниме и оние третмани кои што решивме да ги представиме денеска до нашите гледачи, кои што студио Карпино ги има. Ајде, може веќе од режија да ни ги пуштат фотографиите кои што се под број 1 и да започнеме значи за детоксикација на организмот, да кажеме збор 2. Значи што представува и каков овој третман, значи на детоксикација на организмот, што се применува, како се
одвива овој третман, што се вие како физиотерапевт применувате и правите? Еве веќе можеме да ги видиме фотографиите. Значи тоа е за ослободување од стрес, предпоставувам. Моќта на алгите. Моќта на алгите. Моќта на алгите. Значи, третманот со алги пред се ни помага за активација на лимфниот систем во организмот, со тоа што се буквален детокс на организмот се предизвикува со активирање на лимфните јазви. Односно, на токсините им се насочува патот преку кој тие може да се исфрлат надвор од нашето тело. Значи, самите алги, дејството на алгите е најклучно поради тоа што кога ќе дојдат во допир со водата, од нив се ослободуваат голем број на минерали, меѓу кои ќе ги потенцираме потазиум, магнезиум, калциум и јод, кои што се клучни и организмот ги прима од нив. Значи, дејството на третманот со алгите е еднакво на 2 часа поминато на море, и сега во овој период, бидејќи и границите ни се затворени и тешко можеме да го посетиме морето, значи е идеален третман со кој што ќе можеме за моменти да отпатуваме на море, меѓутоа и да ги добиеме бенефитите кои што самото море ги дава. Значи, најдобрите алги се потекнуваат од Сицилија, со кои што ние ги користиме. Покрај тоа, значи, помага во справување со стресот, подобрување на метаболизмот, јакнење на имунитетот, со тоа што, значи, од глава до пети се регенерира нашиот организам. Значи, целото тело се третира? Целото тело се обвиткува со алги, бидејќи нашата кожа е нашиот најголем орган кој што го поседуваме. И пред се, значи, кога е здрава кожата, полесно можеме и да ги добиеме овие бенефити. Така, колку време трае ова масажа, наречена моќта на алгите? Колку време треба да трае третманот? Моќта на алгите трае околу 1 час, со тоа што се обвиткува, пациентот се измачкува со алги, се обвиткува и потребно е одредено време, значи да стои обвиткан во алгите. На крајот од третманот се отстранува слојот со алги и пациентот, значи, веќе почнува да ги чувствува бенефициите. Односно ќе започне да ги чувствува елиминацијата на токсините од телото. Така. Ајде да одиме со втората со масажа, така наречена медна масажа или македонски еликсир. Интересно име. Дали се користи оној вистински мед кој што ние го консумираме или тоа е некој можеби преработен специјален мед за масаж? Медот за масажа кој што го користиме во студио Карпино е буквално природен мед од нашето македонско потневје, кој што ги има сите потребни состојки за да се изведе медната масажа. Поради тоа и самиот третман го крстивме македонски еликсир. Значи, тој представува природен антисептик, значи има големо антибактериско и антивирално дејство. Интересна оваа фотографија од режија, нека ја вратат само, бидејќи се совпаѓа со нашата телевизија, го има сонцето од варгина на таа една така, да може да претпоставам дека таму го чувате медот во таа дрвена една здела. Го има исто сонцето од варгина што се поклопува со со логото на нашата телевизија. Добро, може се понатаму режија. Како оди овој третман со медна масажа и зашто се го практикувате? Значи, медната масажа се употребува пред се, значи за кардиоваскуларни заболувања. Тоа е посебна техника кога се работи со такви пациенти при што се ослободува кардиоваскуларниот систем, по исто време и се зајакнуваат зидовите на крвните садови. Исто така се дава патокас на самата крв, значи се олеснува притисокот како таа да стигне до срцето и да го прави својот стек непречено. Покрај тоа има и големо антивоспалително дејство, што значи дека најчесто се употребува во секундарната фаза на оздравување, односно помага на организмот да се регенерира и побрзо да се врати во целокупна здравствена состојба, нормална. Значи, најчесто после тешки фрактури, после тешки операции,
веќе кога ќе навлеземе во хроничната фаза, се препорачува оваа масажа за побрзо оздравување. Самиот третман се изведува на тој начин што на почетокот се применува буквално тапкање со мед по целото тело. Целта е да се загрее организмот и да се припреми за тоа што следи и самата кожа да го прифати медот. Потоа, значи, се затоплува од самата наша телесна температура, така што нема потреба од никакво специјално загревање и самата масажа се изведува по должина на лимфните јазли и по должина на мускулите. Целото тоа, значи, целокупниот третман се изведува и со масажа на лице и веќе во самата масажа исто така, значи, токсини, отрови се вадат од нашиот организам, кога ќе се отстрани веќе самиот мед, веќе на него може да се забележат сите токсини кои што се отстранети во тој третман. На самиот мед велите кога веќе ќе го триете на самата кожа, го чувствувате тоа? Да. Значи, буквално во моментот ги влече токсините и веќе може да се забележи промена на самата кожа, која што го добива својот нормален, здрав изглед. Значи, луѓето кои што имаат многу токсини во нив, веќе и самиот тен има потемнети самата кожа. Со самиот овој третман, значи веќе при самиот третман веднаш по завршувањето се забележуваат резултатите и освен, значи видливо и веќе и пациентот се чувствува многу посвежо и по-охранет. Споменавте во однос на медната масажа дека се преминува кај луѓе кои што имаат кардиоваскуларни проблеми. Во однос на други проблеми, каде ја употребувате кога станува збор за здравствените тегови? Значи, помага во задржувањето на добрата циркулација, како и во предизвикување на добра циркулација. Исто така и за метаболизмот е добра. Меѓутоа, клучен фактор кај медната масажа е тоа што помага и во инсомнија. Значи, повторно ослободување од стресот, несоница, значи самата масажа има голем удел во терапијата при инсомнија, каде во западните земји, значи исто така се користи веќе како редовна терапија. Исто оваа масажа, значи го обавува целиот нервен систем од најмалите нервни клетки буквално. И сега и за претходната и за оваа, има ли некој кој што не смее да ја користи? Кој што има некој специфичен, можеби здравствен проблем? Значи, сите масажи, основна контраиндикација е покачената телесна температура, акутни воспаленија, малигни тумори кои што се во фаза на растење. Значи, има одредени дијагнози за секоја масажа поединечно, меѓутоа конкретно за алгите, значи алгите може да ги користи буквално секој да ги користи, со тоа што се во одредени случаи може да се користат и во термокебе, значи со висока температура, меѓутоа генерално се користат на нормална собна температура и тука нема никакви посебни контраиндикации. Така. Ајде уште за последната масажа, која што е масажата со хималајски камења, да ни кажете за неа нешто повеќе. Интересно ми е тоа со, нели, како се поставуваат камењата на самото тело, значи како тие делуваат, значи еве можеме и фотографијата да ја видиме поставени или на самиот рбетен столб. Што тие, како делуваат, што се случува? Самите хималајски камења во самиот третман најпрво е потребно да се загреат на одредена температура и се редат на телото. Так. Со самото редење тие делуваат локално, со тоа што ги променуваат позитивните и негативните иони, прават правилна распределба на електроните на кожата. Со самото тоа автоматски, значи, организмот ги повлекува минералите кои што се присутни во хималајската сол, во овие камења, кои што се, значи, ова е најдлабоката сол која што постои во светот и најмокна, со тоа што со самото црпење на тие минерали во организмот преку кожата навлегуваат одредени иони кои што прават ребаланс на pH вредноста на организмот, а исто така и подобруваат. Повторно имаме некој проблем со интернетот, јас ќе се исклучам и повторно ќе ја побарам Кате. Тоа е тоа, кога имаме видео линк, нели, се случува и паѓање на нетот, па со тоа и прекинување на видео повикот. Меѓутоа еве ја бараме, се надевам се кратко ќе биде веќе на линкот и да ни го објасни уште или последниот третман.
Јас се надевам дека сето ова досега што го видовте. Кате, дали сме тука? Да. Најверојатно, сме тука. да, интернетот Имаме нешто. малку Так, технички проблем. ајде. Да се поврземе и нели со видео да се видиме преку лаптопот. Се уште не можам да се поврзам. А лаптопот изгледа нема да можеме да се поврзаме. Има Така некој што проблем? да продолжиме можеме преку телефон. Може само со глас, добро. Режија може само со глас да одиме, немаме уште многу да дообјасни Кате. Е вака. Вие пуштате ги во слика, во позадина сликите. Значи, Кате, само да ни дообјасниш зашто се, впрочем, се употребува овој вид на масажа или овој вид на третман со хималајски камења. Гласот ти го имаме, слободно можеш да говориш. Третманот со хималајски камења се препорачува при мигрени, мигренозни епизоди, спондиоза и сите форми на синозитис. Исто така помага и во балансот на регулацијата на шеќерот во крвта, исто така и во хормоналниот баланс. Значи, има преку 84 минерали кои што се состојат во хималајските камења, кои што сите значи бенефицираат на нашиот организам. Така. Исто има ли некој кој што не смее да го употребува овој третман, некому кому што може некои нели проблеми да му направи или некој со посебни специфични заболувања? Значи конкретно кај пациентите кои што имаат проблеми со тироидната, потребна е консултација со специјалистот кој што го води заболувањето пред да се изврши овој третман, значи со тироидната жлезда. Исто така како и кај другите масажи, значи сите воспалителни состојби, високи температури, малигни заболувања, исто така значи се контраиндикација. Меѓутоа во одредени степени и секогаш е индивидуално од пациент до пациент и зависно нели кој период од заболувањето. Така. Добро, еве, се надевам дека сите овие фотографии кои што ги видовте, некако ви ги доближија сите овие третмани за кои што говоревме во однос на нели на сето она што барем дел од она што може да ви го понуди студиото Карпино. Ката тука бидејќи нели видео линкот ни се прекина, би сакала само еве како за крај да ни кажеш нешто и да посочиш до нашите гледачи за што се може да побараат кај вас помош. Значи, ние може да се јават во нашата телевизија сите оние кои што не следат, ќе им дадеме контакт број, ќе ги упатиме каде треба да дојдат, меѓутоа за какви се проблеми можете да пружите нели третмани за да го подобрите здравјето и тука никаде ќе го заокружиме разговорот. Студио Карпино е физиотераписко студио, значи кое што нуди третмани на тело, сите видови на масажи, имаме преку 20 видови на масажи и третмани на лица. Така што значи можеме буквално на секој поединец да го препорачаме, верувам дека секој ќе изнајде своја катче за себе тука, значи буквално со сите дијагнози, меѓутоа и без дијагноза исто и за релаксација може да го посетат нашиот салон. И за оние кои што немаат никаков проблем, а сакаат нели да се опуштат, да се релаксираат и да ги почувствуваат бенефитите на сето она што вие го нудите. Ката ти благодарам за денес, ви благодарам и на она што прифативте нели да бидете поддржувачи на емисијата Ваш термин. Се надевам дека соработката ќе ни биде долга и дека ќе имаме бенефити како вие, така и ние. Ти благодарам многу за денес и посакувам успех понатаму и посакуваме што побрзо да заврши оваа состојба нели на COVID-19, па да можеме нели да ве повикаме да дојдете во студио па да поразговараме конкретно за некоја друга проблематика. Ви благодарам, Виолета, на поканата. Ни беше чест и задоволство да ја поддржиме вашата програма и да гостуваме во вашата емисија. До наредна прилика. Ти благодарам, Кате, уште еднаш. Имај убав, пријатен остаток од денот. Се слушаме. Исто, и вие поздрав. Поздрав. Почитувани гледачи, се надевам дека еве сето она што го презентиравме денеска во оваа емисија. Уште повеќе што зборувавме за оние проблеми со кои што сите понекогаш се соочуваме, дали од сето ова стресно време, во време на нели на страв од оваа пандемија, на страв по нашето здравје, на загриженоста и така натаму, сето она што може да го побарате како да кажам, како некој вид на третман или совет, може да се јавите во нашата телевизија, ќе ви дадеме контакт број од студио Карпино.
А за сето друго, нели, за сите други проблеми, ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време. Се надевам со некоја интересна тема која што повторно ќе го задржи вашето внимание. До тогаш имајте пријатен остаток од денот, чувајте го своето здравје и грижете се за него. Ви посакувам пријатен остаток од денот.